Добро вечер. Во следните минути на Код ке гледате. Зошто НАТО ја стави на црна листа израелската фирма Елбит? Колку и каква опрема Македонија има набавувано од неа? Докаде сме во борбата против корупцијата? Што најмногу ги загрижува граѓаните? Зошто и овој пат добивме негативен извештај од Европската комисија на тема корупција и кој е виновен за тоа? Останете со нас. Корупција во седиштето на НАТО со набавки од израелската компанија Елбит, открија француските медиуми. Поради тоа е отворена истрага и е распишана потерница по двајца консултанти за трговија, кои се осомничени за давање мито за сделките со Алијансата, откриваат француските медиуми. НАТО привремено забрани јавни набавки и купување од Елбит. Компанијата не е непозната во Македонија, а беше и дел од повеќе истражување на Код во минатото. Она што е поинтересно е што Елбит е главен партнер на МВР во проектот Safe City, кој почнал во 2011 година. Safe City од почетокот на декември е пуштен во пробна акција. За она што се крие зад насловите за големата корупцијска афера, повеќе од прилогот на Миомир Серафиновиќ. На почетокот на оваа недела францускиот весник Ла Летр објави информација дека НАТО има истрага за корупција во јавните набавки и Алијансата издала забрана за склучување на договори со големата израелска компанија Елбит. Кај нас Елбит има голем проект кој е топ тема во првата половина на декември – Safe City, односно безбеден град. Во Македонија Елбит има реализирано неколку проекти во безбедност. Едниот веќе завршен со армиската авијација и 3 со МВР. Но многу поголеми проекти со Елбит се склучувале во Брисел и во седиштето на НАТО. Вредни биле повеќе десетици милиони евра во минатата деценија. Тоа е само она што е познато, бидејќи многу од договорите во НАТО се класифицирани како тајни, бидејќи станува збор за продажба на опрема, оружје и муниција, како и учество во модернизација и надградба на воениот арсенал и воените средства. Најголемиот проект во кој учествувал Елбит со НАТО е проектот од 100 милиони евра за модернизација на бродовите на португалската морнарица и крајбрежна стража. Дел од парите од овој проект биле за Елбит. Израелската компанија е формирана 1966 година и во моментот има околу 20.000 вработени. Најмногу Израел, а над 3.500 вработени се во подружниците на Елбит во САД. Лани оствариле приходи од околу 5,83 милијарди евра. За да се види колку е голема таа сума, само ќе спомнеме дека приходите на Елбит се еднакви со првично планираните приходи на државниот буџет на Македонија за оваа 2025 година. На крајот на јули оваа година, со допис и меморандум на француското тело за набавка на оружје до НАТО, Франција ги алармира сојузниците и централата на Алијансата дека имаат откриени сомнежи за злоупотреба и корупција поврзана со двајца агенти и консултанти на Елбит. Уште тогаш НАТО издава привремена забрана за склучување и реализација на набавки од израелската компанија. Во септември белгиското обвинителство отвара истрага и распишува потерница по Елијау Елуасвили, 60-годишен италијански државјанин за кој е наведено дека е осомничен за активна корупција и учество во криминална организација. Истрагата е проширена и во Холандија, САД, Швајцарија, Луксембург и Романија. Италијанецот со романско име е осомничен како главен преговарач и консултант за добивање на тендери во НАТО во корист на Елбит. Тој е во бегство, а има повеќе консултантски фирми во Литванија, Флорида, Британија, Грција и Романија, објави францускиот весник Ла Летр. НАТО замрзнува вкупно 15 набавки, од кои 13 се на Елбит и на неговата фирма ќерка Орион. Најголемиот дел од набавките се за детонатори за воздушни бомби, авионски бомби и ракети и за 155 милиметарски артилериски гранати. На листата осомничени е уште еден консултант, односно контрактор. Белгијанецот Гај Моерерт бил човекот за контакт меѓу посредникот Елуасвили, Елбит и представници на НАТО задолжени за набавка. Според информациите на францускиот медиум, Моерарт е поранешен специјалец и учесник во набавки на воена опрема и оружје за белгиската армија.
Според пресметките на неговите приходи за време на сделките на Елбит со НАТО, се проценува дека заработил околу 1,9 милиони евра за консултациите или за митото. Во истрагата се опфатени и други лица. Има и холандски консултант, но се спомнува и собственик на турската компанија Arca Defense, кој беше дел од американска истрага за трговија со оружје. Но по јунската средба меѓу Трамп и Ердоган на самитот на НАТО во Хаг, американските власти ја затвараат истрагата. Од НАТО засега нема официјални информации за истрагата и за штетите. Станува збор за сериозен партнер на алијансата, но сега Елбит е на црната листа. Проектите кои се блокирани поради истрагата за подкуп, всушност се дел од набавките на централата на НАТО. Сите земји членки на алијансата имаат право и најголем дел од војните потреби ги задоволуваат од сопствен буџет. Така само неколку дена пред да биде објавен скандалот со детали за истрагата, грчкиот парламент го одобри договорот со Елбит во вредност од 758 милиони американски долари, со кои ќе се купат пул системи за прецизно и универзално лансирање. За сега нема официјална реакција во Атина по објавените информации за Елбит. Македонија има повеќе проекти со Елбит. Познати во јавноста се 4, од кои 3 се во рамките на МВР. Најпознат е проектот Safe City, почнат 2011 со првиот систем камери. Потоа пред да се стави во употреба за контрола на сообраќајот на почетокот на декември оваа година, системот требаше да се приспособи на потребите и неколку пати во мандати на повеќе министри од двете различни страни на политичкиот хоризонт беа дополнувани договорите со кои се направи актуелниот систем Безбеден град. Прво беше Оливер Спасовски од СДСМ кој најавуваше помодерен Safe City. Во март оваа година во посета на Израел беше министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, која посети компанијата Елбит, а МВР објави дека израелската компанија е долгогодишен партнер во напредувањето на техничките и безбедносните капацитети на министерството, особено на проектот Безбеден град. За време на посетата Тошковски со својот тим се запознале со најновите технолошки решенија на Елбит за модерните безбедносни предизвици. Посебен фокус бил ставен на иновациите во заштитата на границите, урбаната безбедност и борбата против тероризмот, како и можностите за интеграција на напредни технологии во безбедносниот систем на Македонија. Информациите за вредноста на Safe City се класифицирани и нема официјални информации колку државата досега издвоила за овој проект кој е активен веќе 14 години, а прв пат официјално е употребен во мај 2012 година. Како засебен проект, МВР во тој период набави и систем со камери на северната граница на државата во рамки на проектот наречен Safe Borders, односно безбедни граници. Голем мултимилионски проект Елбит имаше и за набавка на дроновите за МВР, односно за управата за безбедност и контраразузнавање под раководство на Сашо Мијалко. Затоа код веќе истражуваше, затоа што при формирањето на АНБ и укинувањето на УБК и по промената на власта од ВМРО ДПМН во СДСМ, трите дрона Хермес 450 едноставно беа ставени во хангар, затоа што АНБ не ги презеде од веќе укинатата тајна служба УБК. УБК беше таа служба која ги имаше и ги користеше дроновите купени од Израел. МВР под водство на Оливер Спасовски ги приземи. Повеќе од 5 години Хермесите не летат, а беа купени исто така од Елбит во 2011 со договор кој е државна тајна. Целиот систем мора да се одржува на секои 2 години, а договорот за користење на истиот истекува во ноември годинава. Последната рата за одржување е платена на 7 декември 2018 и е речиси 2 милиони евра. Сега стасува новата рата, која треба да се плати, од 2 милиони и 300 илјади евра, иако безпилотните летала ниту летале, ниту ќе летаат. Ратата му ја оставил во наследство Оливер Спасовски на сегашниот министер за внатрешни работи во техничката влада, Наке Чулев. Кога прв пат стигнала високата сметка од МВР, ја препратиле во новата агенција за национална безбедност, но од наследничката на УБК ја вратиле назад, затоа што кај нив нема никаква единица за безпилотни летала. Инаку, според пресметките кои ги направивме врз основа на релевантни информации, вкупната сума која е потрошена на веќе старите Хермеси е 25 милиони долари,
Во таа сума влегуваат леталата, возилата за управување, обуката на секој член на единицата во Израел, која чинела $80,000 по човек, како и одржувањето во последните 10 години. И армијата и одбраната имаа проект со Елбит, почнат во речиси исто време со дроновите на МВР. Станува збор за Центарот за обука на пилоти во Петровец, кој вредеше 43 милиони евра дадени во 8 години. Центарот веќе не е во рацете на Елбит, а од одбрана ни одговорија дека во моментот немаат никакви проекти со израелската компанија. Ви информираме дека во моментов нема никаква соработка со споменатата компанија. Центарот за обука на пилоти е дел од воздухопловниот винг на армијата од 2020 година како сквадрон за обука и тренинг. Компанијата Елбит имаше македонска подружница која се грижеше за Центарот за обука. Таа фирма, Елмак, со седиште во воен објект, во касарната во Петровец, сега е во ликвидација. Лани имале приходи од околу 1600 евра, преклани само 110 евра, за разлика од 2020-та кога приходувале речиси 950.000 евра. Претходно добива по 8 милиони евра годишно. Иако се уште има активности во Македонија, Елбит во моментот е на црна листа и под забрана во седиштето на НАТО. Иако тоа не влијае на македонскиот, но и на други проекти во земји членки на НАТО, Елбит е под истрага и проверка за корупција. Нивните првични изјави се дека нема да коментира за сделките со Алијансата за кои сметаат дека се добиени законски. Дамка која ќе треба да се испита и во Македонија за скапите и ефикасни производи на ова израелска компанија со седиште во градот Хаифа. Остануваме на тема корупција. Годинава високите цени ја победија корупцијата, односно перцепцијата на граѓаните што најмногу ги мачи. За разлика од 2021, кога најголем број се изјаснили дека корупцијата е на прво место, дури 46,1%, сега 46,6% се загрижени заради високите цени, а 40,1% заради корупцијата. Ова го покажува истражувањето на Македонскиот центар за меѓународна соработка, каде пак е многу интересно дека на прашањето зошто настанува корупцијата, одговориле граѓаните дека причина е желбата за брзо богатење на оние кои се на власт, дури високи 77%, но веднаш потоа е неефикасниот судски систем. Ова се само дел од размислувањата на граѓаните во извештајот објавен од МЦМС во рамките на проектот Граѓанско општество за добро владење и антикорупција во Југоисточна Европа. Погледнете го. Корупцијата во Македонија е системска, а не поединечен проблем. Ова е заклучокот од истражувањето на невладината Македонски центар за меѓународна соработка, која покажа дека перцепцијата за корупцијата никако да падне под 40%. Граѓаните сепак годинава биле позагрижени заради високите цени, што е на прво место пред корупцијата, за разлика од 2023 година кога е спроведено слично истражување. Тогаш со 46,6% корупцијата била на прво место. Тоа што е специфично за ова последно мерење е дека за во 2025 година корупцијата после две претходни мерења не се наоѓа на првото место како прв општествен проблем според граѓаните, односно се наоѓа на второто место веднаш после високите цени. Сепак тоа не треба нели да ни изненадува, имајќи во предвид какви беа осцилацијата на цените на производите во претходната година и колку тоа влијаеше на стандардот на самите граѓани, а и сепак не смееме да заборавиме дека високите цени директно или индиректно може да се поврзани со состојби кои што се поврзани со корупција, така да очигледно е прифаќањето на граѓаните дека високите цени како такви се најзначен проблем, а веднаш после нив се наоѓа корупцијата како втор општествен проблем. По високите цени и корупцијата, граѓаните како најголем проблем ги идентификуваат ниските приходи, здравствената заштита и криминалот. Она што особено се разликува од минатите години е дека здравствената заштита се искачува меѓу првите 5 проблеми на граѓаните. Здравството секој стандардно е полошо во однос на образованието.
и високо се и тие на скалилото на професии пред се, значи, на кои што се детективат. Наставниците можеби не толку високо како лекарите, но тука веќе можеме да дискутираме за тоа дали е директно вклученоста нели на граѓаните, бидејќи изложеноста на граѓаните во здравството и во образованието е многу подиректна, можеби него преку правосудството, па граѓаните можеби поедноставно можеле да исперцептираат корупцијата во овие два сектори. Политичката нестабилност опаднала во приоритетите на граѓаните во 2025, додека етничките прашања и загадувањето на животната средина остануваат меѓу најретко споменуваните проблеми. Загрижувачки е податокот дека дури 77% од граѓаните сметаат дека корупцијата настанува затоа што е власта алчна, односно желбата за лично богатење на оние кои се на власт. Веднаш потоа следуваат неефикасноста на судскиот систем, наследените проблеми од минатото и недостигот од строг административен надзор врз корупцијата. Голем дел од граѓаните, исто така, го истакнуваат непочитувањето на законите и недоволната заштита на лицата што пријавуваат корупција, како главни поттикнувачи. 2/3 го сметаат постојаното антикорупцијско законодавство за слабо, а укажуваат на преклопување на службените должности со лични интереси. Најмал дел од граѓаните сметаат дека ниските плати во јавниот сектор ја поттикнуваат корупцијата. Кога станува збор за професиите, на прво место граѓаните ги ставаат судиите како корумпирани, а веднаш зад нив се јавните обвинители, па полициските службеници со највисока перцепција за корумпираност. Стандардно на високото место ги имаме сите овие што да кажеме општо од правосудните органи, тоа е судството, јавното обвинителство, секогаш перцепцијата кај граѓаните е дека они се најкорумпирани. Многу фактори влијат, некои од нив се можеби поврзани со директно искуство на граѓаните во допир со самите овие професии, но во дел и влијаат и самите перцепции, нели, кои што ги имаме во јавноста. Забележано е намалување на негативната перцепција за владата и собранието, што според истражувањето може да се толкува како сигнал за намалување на општиот политички песимизам меѓу граѓаните. Перцепциите за корупција и понатаму се високи. Дури 69% од граѓаните сметаат дека повеќето или речиси сите службеници се корумпирани, што е мало подобрување во однос на 2023 година, но се уште укажува на широко распространето чувство на недоверба. Министерството за внатрешни работи и владата уживаат најголема доверба како институции за справување со корупцијата. Граѓаните имаат најниска перцепција за распространетост на корупцијата во армијата и претседателството, при што армијата со 22,7% и претседателството со 18,9% повторно се оценети како најмалку корумпирани. Граѓаните корупцијата ја припишуваат и на слабиот административен надзор, непочитувањето на законите и недоволната заштита на пријавувачите. Во 2025 година 36,7% од граѓаните биле изложени на коруптивен притисок, а 30,6% биле вклучени во корупција, што представува пораст од над 5% поени во споредба со 2023 година. Граѓаните се оваа година поспремни да сторат корупција, односно биле повеќе вклучени во сторување на корупција. Па така за скоро 448.000 граѓани биле вклучени во некакво коруптивно дело во претходната година. Тоа ни покажува дека речиси пола милион граѓани го сториле некаква корупција во текот на изминатата година и тоа свесно може да го кажат се со цел нели за да може да си завршат некоја одредена активност, да кажеме, во државните институции, која што може би требале да спроведат по редовен пат во текот на нивното изработењето на самите институции. Подложноста на корупцијата е на највисоко ниво во последната деценија. Во 2025 година 45% од граѓаните се подложни на корупција, односно се подготвени да прифатат или дадат подкуп во одредени околности. Додека само 26% не се подложни под никакви услови. Останатите 29% имаат мешан став. Од друга страна, корупцијата и понатаму останува неказнива.
Во 2024 година само 73 лица биле осудени за злоупотреба на службена положба или подкуп, што представува стапка на институционална ефикасност од 0,016% во однос на претпоставените случаи на корупција. Песимизмот кај јавноста е висок. Во 2025 година 78,9% од граѓаните очекуваат дека коруптивниот притисок ќе продолжи и во иднина, што покажува дека граѓаните не гледаат значаен простор за подобрување во блиска иднина. Во поглед на ефикасноста на антикорупцијските политики, 66,6% сметаат дека корупцијата не може значително да се намали, а само 33,2% веруваат дека може да биде намалена или искоренета. Државната комисија е прва на удар од страна на граѓаните кога треба да се обезбеди некаква заштита во однос на правата нарушени кога станува збор за корупција или пак кога имаме сомнежи за корупција. И без разлика на сите случувања, значајно е во оваа држава да имаме комисија која што ќе биде независна, која што ќе биде транспарентна и отчетна, за да може токму да одговори на сите тие барања на граѓаните. По етничка основа, процентите на согласување се повисоки кај македонците отколку кај албанците, со исклучок на прашањето за ниските плати во јавниот сектор. Дека платите на службениците се ниски сметаат 52,6% од албанците, наспроти 29,6% од македонците. Од друга страна, законите не се спроведуваат, прифаќаат 78% од македонците, а 54,1% од албанците. А дека желбата за брзо лично богатење на оние што се на власт е водечки фактор за корупцијата, се согласуваат 84,5% од македонците и 53,7% од албанците. Податоците покажуваат дека сите политички групи ја гледаат корупцијата како сериозен проблем, но со различен интензитет. Критичноста е највисока кај симпатизерите на опозицијската СДСМ, додека кај поддржувачите на владеачките ВМРО, ДПМН и ВЛЕН ставовите се поумерени, но најниско ниво на согласување со констатациите се бележи кај ДУИ. Дека желбата за брзо лично богатење на оние што се на власт е главен двигател на корупцијата, сметаат 88,8% од симпатизерите на СДСМ, 80% на ВМРО, ДПМН, 71,5% на ВЛЕН и 63,1% на ДУИ. Податоците од Државниот завод за статистика укажуваат дека бројот на лица прогласени за виновни за злоупотреба на службената положба во Македонија значително варира. Бројките се движат од 90 лица во 2010 година, 75 во 2020, 80 во 2021, 98 во 2022, 126 во 2023 и 60 во 2024 година. Во изминатата година, 7,6% од граѓаните се соочиле со директно барање за подкуп при секоја или при повеќето случаи на интеракција, а за 9,4% од граѓаните при интеракцијата имало сугестија од административните службеници дека имаат такво очекување. Највисока свест е забележана кај давање пари или услуга за административен службеник за да се добие тендер, концесија или јавна набавка, дури 77,3%. Давање пари на полицаец за да се избегне одземање возачка дозвола, 76,8%. И примање пари од административен службеник за одобрување на затајување или ослободување на данок, 75,6%. Сексуалната изнуда со цел добивање одредена јавна услуга, која ви следува со закон, вработување во јавна администрација, добивање подобра оценка на факултет и слично, вклучена е прв пат во истражувањето. Ја препознаваат 67,9% од граѓаните, а 62,2% сметаат дека подарок на доктор за да обрне повеќе внимание е корупција. Овие резултати покажуваат дека свеста за корупција се продлабочува, особено за посуптилните нејзини форми. Националната анкета е спроведена телефонски на репрезентативен примерок од 1000 испитаници од М Проспект во период помеѓу 4 и 25 јуни 2025 година.
Драго Кос во моментот е вршител на должноста декан на Меѓународната академија против корупција во Виена, претседател на акцијскиот план за борба против корупција на ОСД во Истанбул и член на независниот советодавен комитет во Молдавија. Тој е меѓународен експерт за борба против корупција кој ги знае приликите и во Македонија, бидејќи работел и на извештаи како оној за Евростандард банката. Запрашан зошто на Македонија и се повторуваат негативните извештаи од страна на Европската комисија кога станува збор за борбата против корупција, кој смета дека нема доволно политичка волја за нејзино совладување. Но мојата дилема беше и како е можно за трагедија како онаа во Кочани, која поради корупција однесе 63 животи и 200 повредени, не предизвика протести во размери како оние во Србија, каде поради жртвите од падот на настрешницата на железничката станица во Нови Сад не запираат студентските протести. Еве го интервјуто што го имав со Драго Кос. Господине Кос, Македонија повторно доби негативен извештај од Европската комисија во однос на борбата против корупцијата и ова се повторува, што апсолутно не е добро за патот кон Унијата. На што се должи таквиот негативен извештај во последните години? Rekli ste sami, u biti sve zemlje koje kontroliše Europska unija dobiju u izveštaju deo u korupciji i uvijek je taj deo dosta kritičan. Što najviše zabrinjava kod Sjeverne Makedonije je to da, to što u zadnjem izveštaju se pominje da u zadnjih godinu dana nije bilo nikako napretka i da postoji sistemske prepreke za uspješan boj protiv korupcije. A to jednostavno znači da se u državi ne događa ništa što bi uvjerilo Europsku komisiju, a i onda i ljude koji žive u Makedoniji, da se država stvarno želi boriti protiv korupcije. A to je itekako značajno jer bez toga ulaska u Europsku uniju nema, bez toga ljudi neće imati povjerenja u vladu ili i u druge institucije. Ja čak i mislim da u ovom trenutku veći su problem druge institucije nego vlada i bez toga neće biti boljeg života za ljudi. Една од работите е да има некаква симбиоза, можеби помеѓу истражувачките новинари, помеѓу невладиниот сектор или да се најде некоја формула за да се изврши притисок во јавноста, но и притисок на институциите, на владата, за да се покрене ефективна борба против корупција. Со оглед на тоа што работите долго време во овој регион, а ги познавате и европските стандарди, која е таа формула која може да не извлече од сето ова? Ja mislim da kroz sve ove godine, kad se u Makedoniji nije radilo ništa na polju borbe protiv korupcije, što više radilo se protiv toga da bi se korupcija otkrivala, istraživala i osuđivala. Znači, svi su organi, institucije koje bi trebali se boriti protiv korupcije sad su stajno nekom zombi stanju, tako da ne znam da li smeju, da li ne smiju, što mogu, što ne mogu. I to će biti potrebno veoma jaki impuls da se svi organi probude. To mislim da ovo i sad u ovom trenutku to je u prvom redu odgovornost vlade, da sve te institucije probudi i da ove institucije shvate da trebaju i moraju da vrše svoj posao. I ako to neće da shvate, onda mora doći promjena. Jer ovako jednostavno ne ide dalje. Pričao sam prije na panelu da u Makedoniji postoji visoke stepen rezignacije ljudi kad počneš pričati o korupciji i to što ste vi rekli, samo 2% povjerenja u sudstvu, to je katastrofa. To znači mi možemo sudstvo jednostavno da ukinemo u Makedoniji i postavimo novo. I drugo rješenje skoro da je nema. Ali, to ne možemo da radimo, ali moramo se zabrinuti mi svi, a pogotovo ljudi iz sudstva, iz tužilaštva, pa i iz vlade, kako ćemo dalje. I neko mora da pokrene te voz. I obično u ovakvim situacijama vlade su te koje pokrenu taj voz i tako daje signal svim drugim institucijama, sad morate i možete raditi. И во Србија и во Македонија се случија страотни трагедии, страотни несреќи кои се резултат на корупција. По мене корупцијата ги уби жртвите, младите луѓе. Меѓутоа во Србија се покренаа демонстрации, се уште траат студентските процеси, се покренаа невладиниот сектор, јавноста. Во Македонија не е тоа случај. Зошто? Најжалостно е тоа оба случаева да овој службени државни органи otprilike uradili su otprilike iste stvari, znači ne dosta, ne mnogo, skoro ništa. Što se tiče reakcije ljudi,
баш таа резигнација која сам причал овде во Македонија е таа због која луѓе опште више не размишлуваат о томе да има опште смисла да се буне, да изаѓу на улице, jer инако мислят да тоа неќе ништо промени. Тоа е последица година и година кад се менили различните влади, кој ме бил исто, една ствар им е била иста. Значи, ми се нечемо бори против корупција, jer тоа угрожава нас, значи владата од политичари, и така сме дошли до стане где никој више никому не верuje, а поготово граѓани ове земје не веруju институцијаме држави. И сад како тоа да се покрене, и мислим, jednostavno tim da neko sad mora povući jaki potez i pokazati da treba nešto da se uradi. Ja to vidim u prvom redu vladu. Mislim, prirodno bi bilo da krene i tužilaštvo. Sad ima idealnu priliku da dokaže da zarađuju svoje plate. Ali ako se to ne desi, i tu treba da nešto pokrene vlada i jednostavno da počne da menja stvari ili zakone ili ljude koji, ako to uopšte može, ili ljude koji vode te institucije, jer inače pomaka neće biti. I Makedonija će se izgubiti u toj rezignaciji i neće izaći iz nje još mnogo godina. Верувам дека сепак има и позитивни примери во Унијата на земји кои што успеале да ја совладаат корупцијата пред да влезат во Унијата. Македонија има постојано политички проблем со соседите. Меѓутоа, факт е, како што кажав, негативниот извештај за борба против корупција. Доаѓате од Словенија, еве, кој е примерот на Словенија? Ако uzmem Sloveniju pre ulazaka u Europsku uniju, sigurno to je primjer koji bi mogao da se slijedi. Što meni najviše smeta kod vas je to da, recimo, uporko svim negativnim izvještajima Europske komisije, ništa se ne dešava. Nije sad ovaj izvještaj ove godine toliko drugčiji od ovog izvještaja prošle godine, ali opet se ništa ne desilo. Znači, neko će mora da shvati da treba nešto da se uradi. To, recimo, što imate problema sa susjednim zemljama, ja sam shvatio to neke vaše vlade su to koristile čak kao izgovor. Vidite, ovi nas koče pa ne možemo. Bez borbe protiv korupcije ulaska u Europsku uniju nema, pogotovo i zemlje koje su se dosta dobro borile protiv korupcije, recimo ja se sjećam za vreme Hrvatske, ona je bila dosta bolja na tom području i od Bugarske i od Rumunjske, pa su te dve zemlje ušle prije. Znači, to je tema gdje Europska komisija je dosta, mislim, fleksibilna, ali ako je stanje nula, onda ni Europska komisija ne može ništa da uradi. Stanje je nula. И за крај едно прашање за тема која што ја обработувавме со вас, а тоа беа случувањата во Евростандард банката. Тој предмет се уште лежи во обвинителството, не е даден на суд. Колку сте разочарани од ова? Meni je žao što moram da kažem da se dešava se to baš čega sam se plašio. Znači da mi kad smo radili taj izvještaj videli smo koji su ljudi, koje su institucije upletene. Ja sam se plašio da baš zbog toga neće se desiti ništa. To se sad dešava ništa, jer očito institucije progona kod vas, u prvom redu tužilaštvo, nije još zrelo da bi se uhvatilo koštac sa ljudima, institucijama koje su zakovale taj problem odlaska Eurostandard banke u stečaj, a to ne znači da mislim da je Eurostandard banka bila prvi, najveći problem. I recimo za mene taj problem bit će jedan od glavnih elemenata koji će pokazati da li ova država hoće ili neće da se bori protiv korupcije. Jer ako se pokrene taj slučaj, onda će izaći na videlo mnoge stvari i to će onda pokrenuti lavinu i ko zna gdje će to da se završi. Ali na tome slučaju mislim to će sad zvučati tendenciozno, da stoji ili pada kredibilitet cijelog sistema nadzornih organa vlade, države. Ви благодарам многу за интервјуто. Hvala vama. Навистина се разочарувачки бројките кога станува збор за перцепцијата за корупција. И тоа дека над 70% од граѓаните сметаат дека политичарите се корумпирани заради лични задоволства и богатење. Се надевам дека до година овие бројки ќе се намалат. Во меѓувреме, ние и понатаму ќе работиме на откривање на корупцијата во институциите и секаде во општеството. Ви благодариме што и вечерва бевте со Код. Се гледаме идната недела во исто време, а вие имајте пријатна вечер.